На денешен ден, 14 април, во 1629 година роден е холандскиот астроном, математичар и физичар Кристијан Хейгенс, кој во 1655 година ја откри тајната на изгледот на прстенот на Сатурн, наблюдуван од Земјата, и ги објасни промените на тој изглед во текот на хелиоцентричното движење на планетата. Тој го откри сателитот на Сатурн, Титан, и точно го одреди траењето на неговата револуција. Хајгенс ги пронеде законите на студирањето на телата, го постави законот за центрифугална сила и го објасни начинот на простирање на светлината, Хейгенсов принцип. Во 1759 година умре германскиот композитор Георг Фридрих Хендел, кој заедно со Јохан Себастијан Бах е најистакнат представник на барокот во музиката. Тој речиси целата кариера ја помина во Лондон како директор на Кралската музичка академија. Во 1865 година американскиот председател Абрахам Линколн е смртно ранет во атентат, неколку дена по завршувањето на 4-годишната американска граѓанска војна со пораз на јужните држави во Конфедерацијата. Врз негово ложа на Вашингтонскиот театар, Форд театар, пукаше Џон Буд, наводно умно пореметен актер, поддржувач на поразените јужњаци. Линколн следното утро им подлегнал на повредите. Во 1914 година умре американскиот филозоф и логичар Чарлс Сандерс Пирс, основач на прагматизмот, правец кој подосна го разви Вилијамс Џејмс. Тој веруваше дека идеите најдобро може да бидат испитани со истражување на последиците кои ги предизвикуваат. Неговите влијателни собрани списи се објавени посхумно. Во 1997 година во Скопје умре Видое Подгорец, македонски писател и патописец. Најпознати негови дела се Развигорче, Ајдучка чешма, Белото циганче, Весела азбука и Чисти раце. Во 2000 година во Скопје умре Јонче Христовски, врвен македонски интерпретатор на македонски народни песни и композитор на ново компонирани македонски народни песни. Роден е во 1931 година.